Во предлог, ребалансот на буџетот кој што е во собраниска процедура недостасуваат 6 милиарди денари или 97,5 милиони евра. Ова е пресметката на коалицијата Менуваме, што ги застапува правата на лицата со хендикеп. Според координаторот на коалицијата, иако со ребалансот предвидени се дополнителни 1,5 милиарди денари или над 24 милиони евра за надоместоци за социјална и детска заштита, тие се недоволни за овие обврски до крајот на годината. Потребни се дополнителни 3 милиарди денари или над 48 милиони евра, вели Суарет Алишан. Иако се издвоени 300 милиони денари или околу 5 милиони евра за друштвата што вработуваат лица со попреченост, обезбедената сума е за покривање на обврските од лани и нема пари за оваа година, а потребни се дополнителни 500 милиони денари или 8 милиони евра. Како што рече Алишан, ниту обезбедените 130 милиони денари или над 2 милиони евра за поддршка на процесот на деинституционализација не се доволни, зашто се неопходни 300 милиони денари или скоро 5 милиони евра. Тој кажа и дека со ребалансот не се предвидени пари за усогласување годинава на платите на родителите ангажирани со скратено работно време, зашто се грижат за нивните деца со попреченост. Ниту се планирани средства за здравствено осигурување на корисниците на гарантирана минимална помош за ноември и декември, а тековниот буџет не обезбедува финансии за зголемување на додатоците за попреченост за деца и за возрастни. Доколку овие 6 милиарди денари ние ги немаме во системот за социјална заштита, верувајте, овој систем ќе колабира и на крајот ќе резултира во септември со масовен голем протест. Коалицијата испратила амандман до Собраниската комисија за финансирање и буџет и бара средба со Министерката за финансии. Од коалицијата се пожалија и на дискриминација, зашто 2 месеци доцни исплатата на додатоците за попреченост за деца и за возрастни и дека за мај и јуни не е исплатена асистенцијата која што лицата со попреченост ја добиваат преку Црвен крст. Направена е повторно дискриминација. Не знаеме ние од кој причини, ние дури за тоа има поднесено до комисијата за дискриминација веќе поодамна, се уште чекаме нивниот извештај. А од Министерството за социјална политика велат дека предлог ребалансот на буџетот за 2026 година се уште е во собраниска процедура и конечните износи ќе бидат утврдени по завршување на постапката. Министерството веќе побарало дополнување на предлог ребалансот во делот на социјалната заштита со цел обезбедување на потребните средства за непречено остварување на законски утврдените права, дополнуваат од ресорот.